Социјалдемократската младина бара одговори по синокешните сцени со пиротехника на конференцијата на нивните колеги од Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН во Велес. Се повикуваат на членот 31 од законот што беше донесен по трагедијата во Кочани на предлог на владеачката партија и со кој беше забранета неовластена употреба на пиротехника. Скандал е да се пали пиротехника, која што е забранета, но беше и причина за пожарот и големата трагедија во Кочани. Мицкоски ги третира младите како реквизити, како инструмент за неговите политички хирови. Ги користе младите за негова шоу, за манипулација. Бараме МВР да постапи без одлагање. Кој одобрил, кој набавил, кој наредил употреба на пиротехнички средства. Ги повикуваме младите да го кренат својот глас против начинот на кој што Мицкоски и ВМРО ДПМН ги третираат. Од ВМРО ДПМН тврда дека не прекршиле ниту еден закон од причина што собирот беше на отворено. Дополнителен аргумент има и дека факелите се пиротехнички средства од пониска категорија. Баките спаѓаат во група на пиротехнички средства од трета категорија, кои што се во слободна продажба и без обврска на продавачот да го извести надлежниот орган, односно одсекот за оружје. Се продава на физички лица кои што не треба да имаат посебен документ за ракување, а се продава со упатство за употреба, односно напомена дека не смее да се користи во затворени простори. СДС намерно го изоставува фактот дека ВМРО ДПМН ги испочитува сите параметри и предвидени законски норми за одржување на собири. Пред одржувањето на настанот беа известени МВР, противпожарната бригада и идната медицинска помош кои што беа присутни за време на одржување на овој настан. Со законот што беше донесен на предлог на ВМРО ДПМН по трагедијата во Кочани за неовластено приредување на огномет, факелијада или слична приредба или непреземање на мерки за безбедност е предвидена глоба од 100 до 250 евра за физичко лице, додека казните за правното лице се значително повисоки.